Денешните резултати кои што се од анализите правени на вода земена вчера, завчера и завчера не се охрабрувачки, односно се уште имаме присуство на бактерии. Тие не се толку опасни како оние првите бактерии, фекалните бактерии кои што беа откриени на почетокот на оваа криза, но се уште водата не е подобна за користење за пиење и за готвење. Водата е во ред да се користи како техничка вода, што значи за миење, туширање, за перење на алишта, перење на садови под висока температура и така натака. Но состојбата будно се следи секојдневно од секторот, од градскиот водовод на град Скопје се земаат примероци за анализи. Исто така во текот на викендот, сабота, недела, понеделник ќе биде вклучен Институтот за јавно здравство заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство, така што на дневна основа се земат примероци, но укажувам дека за да се добијат овие бактериолошки резултати потребно да поминат 24, некогаш 48 или 72 часа, бидејќи за да се види развојот на бактериите е потребно подолготрајно испитување.